Dobar ден, народе на Македонија. Демократи и Работничката партија се наоѓаат пред собрание на Македонија. Дојдовме да му кажеме на 120 противници, а исто и на владата, да престанат да креираат криминални закони. Закони кои што се во интерес нивен, на нивните политички партии, а се закони против народот, граѓаните на Македонија, против Македонија. Сакаме да зборуваме за изборниот законник. Изборен законник кој што е криминален, озаконет во собрание. Овој закон криминален е донесен за да им помогне на овие злосторници, поточно кажано на злосторничкото здружение СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезоци и сателити да доаѓаат на власт, да дојдат на власт. Ние како граѓани, како народ, не сакаме повеќе во Македонија да доаѓаат истите партии, кои што 30 години ја разнебитуваа и уништуваа Македонија. 30 години ја грабеа и ни ги уништуваа животите на нас, нашите деца, внуци, сограѓани. Ние сакаме да имаме фери демократски избори. Затоа како Демократи и Работничката партија предлагаме следните мерки да се променат во законот. Прво, да се обезбедат фери демократски избори, мора на секое избирачко место да и се постават камери, за да не може да се краде. Ќе се почне од 6:30 са бајле, ќе се покаже дека секоја кутија е празна, во 7 се почнува со избори до 19 часот. Потоа камерата, 2 камери ќе бидат, ќе снимаат цело време, ќе ги бројат гласовите јасно, гласно од луѓето во комисиите и секоја секунда ќе знаеме точно колку гласови. Така не може да не крадат. Друга многу важна работа да се спреча манипулациите со бугарски возови и 300 глупости криминални што ги прават овие злосторнички здруженија. Ние мора да имаме минимална казна од 10 години затвор за секој што ги е вовлечен и креира криминални избори. Независно дали едно ливче, дали има повеќе ливчина. Исто така сакаме да имаме една изборна единица со отворени листи без праг. Да се спречи нивната предност. А што е тоа? Од буџетот на Македонија, народниот буџет, се инвестираат пари, се донираат за избори. Не смеат повеќе да добиваат 90% како што досега добиваат од буџетот од парите партиите кои што имаат претеници. Почнуваме со нови избори, се почнува од почеток. Исто добиваат 90% и повеќе време траење на медиумите. Значи тоа мора да биде подеднакво за сите учесници партии. Сакам едно да предложам за да го спречиме ова, за да ги повикам претениците да го променат законот и владата, тоа нема да се случи. Ние добро го знаеме. Овие сакат останат на власт уште 1000 години. За да го спречиме тоа, ги повикувам сите честни македонци, албанци, турци, власи, срби, хрвати, босанци, роми и други македонски граѓани во државата и во странство да ни се придружат во борбата да промениме овој криминален изборен законник и да креираме фери демократски избори за наредни 1000 години. Само така можеме да ги спречиме овие злосторници, криминалци повторно да доаѓаат на власт и да продолжат да ни уништуваат нашите деца, нашите внуци, сограѓани и Македонија. Позади нас е зградата на Собранието на Република Македонија, зградата во која се носат закони веќе 30 години. Изборниот закон во овие 30 години повеќе пати променет и секогаш на полошо. Изборниот закон е криминален и со помош на тој криминален изборен закон на власт доаѓаат криминалци. И што очекувате од криминалците освен 30 години да носат грабежи и предавства? Затоа ние предлагаме да донесеме нов закон во кој посебно ќе биде нагласено правото кое со устав е загарантирано политичките партии да имаат право на пребројување и на вештачење на гласачкото ливче. Затоа уште еднаш ги повикувам сите граѓани да се придружат во борбата против овој систем, против ова зло.